Ако во време на ВМРО ДПМН беше проектирано Штип да биде центар на Источна Македонија, денес во време на СДС не само што Штип е ставен на дното на листата за капитални проекти, туку и него добива тоа што го заслужува. Обвинија денес на пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Иако карго аеродромот беше предвиден за изградба во близина на Штип, при што Штип ќе станеше економски центар со огромна перспектива за развој, сепак со доаѓањето на животот тој проект сгасна. Средствата предвидени за истиот беа пренаменети за канализациона инфраструктура, меѓутоа владата вчера објави листа во која Штип не се вбројува. Сега, наместо на Штип, приматот во Источна Македонија е даден на Струмица преку доделување на половина милион евра. Очигледно е влијанието на потпредседателот на СДСМ, актуелен градоначалник на општина Штип. Не само што Штип го изгуби карго аеродромот, туку доби и 0 денари од владата за обновување на водоводната и канализациона мрежа. Затоа, ВМРО ДПМН го прашува градоначалникот: зошто Штип не се најде на листата за финансирање водовод и канализација? Дали има план за реализација и средства за финансирање на канализационата и водоводна инфраструктура ветена во неговата програма? Кога граѓаните на Штип ќе ги добијат европските животни стандарди? Одговор на денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип даде градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. На мене ми е многу жал што треба да констатирам дека ВМРО ДПМН се претвара во крајно некапацитетна партија да коментира и да дискутира за проекти кои што се реализираат на ниво на Република Македонија, секако и на територијата на општина Штип. Многу ми е жал затоа што мешаат баби и жаби во делот на средствата кои што се пренаменети од изградбата на карго аеродромот во средства за инфраструктура. Тоа што вчера, односно завчера беше објавено од владата на Република Македонија, не се работи за тие средства од карго аеродромот, се работи за средства од Министерството за транспорт и врски и за средства од Европската инвестициона банка. Во тие проекти кои што тие ги објавија, општина Штип нема аплицирано, односно има претходно аплицирано до Министерството за транспорт и врски и има добиено проект за замена на водомерите, ако се сеќавате, од кои што ги има реализирано јавното претпријатие ИСАР, така што средствата кои што биле наменети за општина Штип се потрошени од оние средства кои што ги дава Министерството за транспорт и врски. И затоа актуелен проект таму од страна на општина Штип нема, и токму затоа се дадени средства за проектирање, односно за изградба на проекти по другите општини кои што веројатно поднеле некакви проекти. Кога се станува збор за карго аеродромот, јас би сакал да ги прашам зошто кога има 10 години не го изгради или не се изгради тој карго аеродром во Штип. Очигледно е, јасно е, тоа е став на експертите кои што го имаат доставено извештајот од страна на ТАФ до владата, во кој што стои дека таму нема услови за изградба на карго аеродром. И во овој момент тие средства ТАФ има обврска да ги инвестира во Република Македонија и тоа ќе се случи. Општина Штип ќе аплицира со одреден покрупен проект водоводна линија до Министерството за животна средина, со што би барале да дел од тие средства се ги добиеме за изградба на линија 2 во општина Штип, кој што е голем капитален проект кој што значи развој на градот и на општина Штип во, знаете, од населбата Пребег кон Новосело, каде што треба во иднина да размислуваме, да го развиваме нашиот град преку стамбена индустријска зона.